Ќе почнам со тоа што сакам да исцитирам неколку реченици изговорени неодамна од една позната писателка која се вика Урсула Ле Гвин. Тоа е една од звездите од врвовите на она што се вика епска фантастика. Таа неодамна во Њујорк, кога примала награда за животно дело, има кажано нешто што ме звекна вака по глава и сакам да го споделам со вас. Мислам дека доаѓа тешко време кога ќе сакаме да ги чуеме писателите кои нудат алтернатива на ова како живееме денес, оние кои во нашето општество исполнето со страв и обседнато од технологија можат да понудат поинакви облици на постоење и дури можеби и нова надеж. Ќе ни бидат потребни писатели кои ја помнат слободата. И оваа реченица е навистина онака како чекан по глава. Се разбира, и при тоа таа понатаму говори за тоа дека литературата која не може да се смести во она што се вика широко сватено реализам и е всушност исклучително битна, што се разбира врзано и за оваа тема, а и за тој жанр не тера негде во назад кон 1953 година, кога Реј Бредбери ја објавува Фаренхајт 451, по кој потоа Трифо прави филм, нели? Книга и филм кои во својата подлога ги имаат искуствата од палењата на книгите во нацистичка Германија, потоа она што се случува со писателите и книгите во Сталинова Русија и се разбира Америка во време на макартизмот. Имено таму доаѓаме, јас не знам дали оние кои го обмислувале ова го имале тоа на ум, меѓутоа таму го имаме она луѓе книги. Дека на еден остров, во едно зафрлено место, има луѓе кои се задолжени да знаат наизуст по една книга и за да може да се одржи тој континуитет во едно општество во кое книгите се изложени на палење, пожарникарите се занимаваат со палење книги, да ги пренесуваат книгите на своите деца, внуци, правнуци и така натаму и така натаму. Така што би рекол дека Реј Бредбери и неговата книга може да бидат на некој начин земени како материализација на оваа реченица на Урсула Ле Гвин. Како јас сватив всушност колку се важни книгите? 1963 година во Скопје имаше голем земјотрес и еден месец по земјотресот јас бев испратен во Прага. Чехословачка тогаш беше дел на тврдиот Брежневлев реален социјализам и таму учев гимназија. На почеток знаев многу малку, не го знаев ни јазикот и така натаму, меѓутоа полека почнав да го учам јазикот и во еден момент ми се случи она што ми откри еден друг свет што не можеше да се види. Се запознав со еден мој врсник, Јиржи Колер, кој беше махер да обезбеди карти за представите за кои картите беа распродадени по 3 недели однапред. Беше махер да обезбеди да се купат книгите за кои граѓаните на Прага чекаа по цела ноќ. Во Чехословачка тогаш тиражите на книгите, оние важните книги, кои наспроти на режимот се печатеа, тиражите беа ограничени, а побарувачката беше огромна. И кога ќе се најавеше, например, дека некоја книга од авторите кои подоцна ќе станат светски имиња како Хавел, Кундера, Храбал и така натаму, дека ќе дојде во продавниците, редовите се правеа уште од вечер. Јиржи Колер, односно Јирко имаше клуч за тоа. Кога виде дека дома кај тетин ми има бајадери, цели пакувања вака,
вика, утре земаме една и одиме кај шефот на најснабдената книжарница. Најснабдената книжарница беше книжарницата на Сојузот на чехословачките писатели. Таа кутија бајадери невидливо се најде кај шефот на книжарницата и ние веќе не моравме, односно Јирко, јас и не знаев за тоа, ама открив преку него, не мораше да чека цела ноќ за да ја купи, например, книгата, една книга која кај нас не се знае, не ја знаеме, меѓутоа беше клучна, се викаше За доцнети репортажи, напишана од еден словачки публицист, кој говореше за позадината на процесите во 50-тите години во Чехословачка. И понатаму се од време на време ќе ги заменевме, нели? Тоа важеше исто за карти за представи за кои требаше да се чека ред. Ќе ги заменевме бајадерите со цигари, тогаш беа во мода LM цигари и бевме обезбедени. Јирко всушност со ништо друго и не се занимаваше, ништо друго не го интересираше. Му беше важно книги, плочи, представи и филмови. И тоа само оние кои на некој начин беа проскрибирани, сомнителни и така натаму и така натаму. Следниот пат кога отидов во Чехословачка беше декември 68 година, кога на плоштадот Вацлавске намести се запали Јан Палах во знак на протест против окупацијата на Чехословачка, инвазијата извршена од петте армии на Варшавскиот пакт. Вацлавске намести некако е косо изграден плоштад, горе на највисоката точка се наоѓа Народниот музеј, пред него е споменикот на коњаникот на Вацлав IV. На скалите пред тој коњаник се беше полеал со бензин и запалил Јан Палах. Веднаш гледано од оздола, веднаш десно, наспроти таа позиција, беше втората најдобро снабдена книжарница во Прага. И кога стасав, тоа беше негде околу Божик, Нова година, Јирко вика, ајде одиме сега да видиш нешто. Вика, не само местото кај што Јан Палах се спали, туку да видиш уште нешто. И отидовме таму и околу споменикот се разбира имаше свеќи, цвеќе, луѓе и така натаму. Меѓутоа каршија имаше ред пред книжарницата. Имаше ред луѓе кои стоеа еден за друг, гледаа нешто во излогот и тивко коментираа. Главно тоа беа некакви иронични коментари. Што имаше во излогот? Во излогот имаше така наречена бела книга, овде имам копија од неа, за настаните во Чехословачка, памфлет произведен од група советски новинари, веројатно со помош на некои домашни, кои работат за КГБ, за КГБ, за Комесаријатот за државна безбедност. Ова беше создадено за да се оправда интервенцијата. Како тоа што таму било е рушење на... И сега да не ви расправам, веројатно повеќето од вас знаете. Значи, ова има 159 страници. И ова беше во слободна продажба. 5 круни чинеше тогаш. Преведена на чешки од руски. Луѓето одеа таму, пазите, она што е страшно или неповторливо, е тоа дека секој ден се вртеше нова страница. Книгата стоеше отворена вака, 2 страници, луѓето доаѓаа, читаа, се мајтапеа или остануваа вџашени од лагите, и вечерта на полноќ се вртеше страницата и следниот ден граѓаните ги читаа следните 2. Со добра идеја за неки будучи проект. Одлична идеја. Одлична идеја. Пазете, мислам, за мене тоа беше несфатливо. Викам, Господи Боже, кој е тој, што е тоа што луѓето ги тера на тоа да поминуваат секој ден овде, зашто да стигнеш да ги прочиташ тие 2 страници. Тоа беше солиден ред, некои 300-400 метри. Тоа беше навечер кога отидов јас. Тоа е едната книга. Ова се викаше Бела книга.
Бела книга е вообичаен назив за збирки на документи со кои се определува некоја владина политика и така натаму. Една од најпрочуените е Белата книга на Черчил, со кој тој ја објаснува политиката на Велика Британија спрема Палестина пред Втора светска војна. И оваа Бела книга јас ја добив. Гирко ми ја даде, кога се тргав назад. Белата книга моја заврши во Кавадарци, кај еден лекар кој беше студент курд, студент по медицина на Скопскиот универзитет, се ожени за една девојка која студираше архитектура и тие отидоа во, бидејќи знаеше чешки, многу го интересираше ова, му ја дадов и таа е таму негде. Како и да е, јас успеав да ја испринтам и да имам јас. Но сега, погледнете, ова е 159 страници полни со лаги за да се оправда инвазија на една земја. Сега ќе ви покажам друга книга, која е 500 и кусур страници, а се вика 7 прашки денови, 21 до 27 август 68, документација, издадена е од Чехословачката академија на науки и уметности, на машина е пишувана целата, тајно. Кога заминував од Прага, Јирко која имаше и црната книга, а и по неколку години кога отидов во Прага, рече се уште имам, отвори нешто под тоа каучот, едно како тајно фиокиче и тамо беше. А вика не смеам да ти ја дам, зашто ако ти ја најдат ќе те уапсат. Оваа книга беше забранета, по налог на, и се разбира не можеше биде во ниеден излог, по налог на државното обвинителство на Чехословачка, оваа книга беше повлечена, иако никогаш не стигна во книжарниците, меѓутоа стана предмет на претреси, потраги, судења и така, сите кај кои беше најдена, добија по некоја година затвор. Она детално се занимава со тоа што се случувало пред и за време на инвазијата. Значи, она што е овде фрапантно е, погледнете колку повеќе страници или зборови се потребни за да се демантира една лага, односно клевета, која е сместена во еве страници. Патем биде речено, и ние сега имаме една црна книга, нели, за црниот понеделник. И веројатно, знам многу луѓе, особено од тие генерации, знам некои кои, јас имав класни другари од гимназијата во Прага, кои извршија самоубиство после агресијата. Мојата класна раководителка, која ми предаваше чешки и руски, се самоуби, бидејќи не можеше да се помири со тоа дека ги учела учениците на јазикот на окупаторите. Мнозина од 6 соученици мои успеале во првите денови да избегаат, да ја префрлат границата према Австрија. За 5 мина од нив знам дека друго не носеле, ама црната книга ја носеле. Значи, би рекол дека прашањето на односот на книгата дефинитивно е еднаков на односот кон слободата. И се враќам пак на она реченица на Урсула Ле Гвин со тоа. Некогаш, да, можеме да ја завртиме и наопаку тезата, дека нам ни требаат писатели кои ја помнат не слободата, и можеби тоа е тема исто така за еден разговор. Иако ми се чини дека прашањето на надежта е врзано со слободата. И да завршам.
од каде иде терминот црна книга? Тоа е широко потребувано. Црни книги во средновековието биле книги во кои биле запишувани признанијата на оние кои биле обвинети од инквизицијата за ерес. Во црните книги детално се запишувало тоа што тие го кажувале пред мачењето и по мачењето. И се воделе детални записи за екзекуцијата. Ги викале црни книги или книги од смола, не знам како се прави придавка на македонски, или крвни книги. И ги има многу. Има во оној дел во Централна Европа ги има на стотици.